Денес во четвртата епизода ќе фрлиме подобар поглед на случаи што сме го работели во минатото. Бизарното чезнување на Волтер Колинс. Па затоа врзете се и можеме да полетаме. Десети март 1928 година, 9-годишниот Волтер Колинс облече јакна, кафени панталони, црни патеки, сива капа и тргна да гледа филм во населбата Маунт Вашингтон во Лос Анџелес. Волтер никогаш не се вратил дома. Кристин Колинс, телефонски оператор, го пријавила нејзиниот син како исчезнат 5 дена подоцна на 15 март. Извештаи за наводните видувања на Волтер почнаа пристигнуваат дури од Сан Франциско и Окленд во една бизарна дојава. Некој тврдеше дека го вида момчето на бензинска пумпа, а неговото тело било завиткано во весник и му се гледала само главата. Полицијата трагаше со месеци, но се уште го немаше Волтер. Конечно во август, полицијата на Илинојс најде на момче кој одговараше на описот на Волтер. Дедето им кажа на полицијата дека е Волтер Колинс и им даде, цитирам, нејасна приказна за неговото киднапирање. Тој разговарал со Кристин по телефон и Кристин пати да се договори за да врати нејзиниот син во Лос Анџелес. Следните 3 месеци момчето останало со Кристин, додека таа не сфатила дека ова момче не е нејзиниот син. На Кристин и беше сумнително тоа што момчето е 3 см пониско од Волтер и користеше стоматолошки записи за да докаже дека ова е друго дете. Кристин рекла на полицијата, цитирам: "Да, тој изгледа како Волтер и на некој начин се однесува како мојот син, но сепак не сум сигурна во тоа. Видете, Волтер беше тивок и беше добро воспитан. Тој секогаш ми нарекуваше мајка. Ова дете ме вика мај и понекогаш е тешко да се справиш со него. Секако се надевам дека е мој син, но некако не можам да поверувам во тоа." Полицијата беше решителна за затварање на случајот поради притисокот од јавноста и инсистираше на тоа дека станува збор за Волтер. Спроведува серија тестови за да докаже дека момчето е Волтер. Тие го натерале момчето да го најде патот од дома и го додаде на неговото куќе кое наводно го препознало момчето како неговиот собственик. Сепак Кристин се уште не беше убедена. Наводно началникот на LAPD J.J. Джонс и рекол на Кристин, цитирам: "Што се обидуваш да направиш? Да правиш будалоците на нас? Дали се обидуваш да избегнеш својата должност како мајка и државата да го обезбеди твојот син? Ти си најсуровата жена која некојаш сум ја видел." Потоа полицијата насилно ја навела Кристин во психијатриското одделение во општата болница во округот во Лос Анџелес на 8 септември. За тоа време во една дискусија во полициската станица 12-годишното момче му кажало на J.J. Джонс дека тој не е Волтер Колинс, туку известен Артур Хачинс. Кристин цело време беше во право. Детето кој полицијата го фрли врз неа не беше нејзиниот исчезнат син. Докато починала мајката на Артур, момчето побегнало од татко му и маќејата. Тој патувал со автостоп низ сад кога во кафе или во Декап или некој му рекол дека личи на исчезнатата момче од Лос Анџелес. Во фатија, малолетничките власти беа скептични за неговата приказна, но полицијата беше толку очена да го затвори случајот на Колинс, што инсистираше на неговата вистинитост. Кристин беше ослободена од психијатриското одделение на 13 септември и ја тужеше LAPD. Капитанот J.J. Джонс беше суспендиран од должноста од страна на LAPD, иако подоцна му беше наредено да ја плати на Кристин $10,800 за малтретирањето што го претрпе под негов притвор. Сепак J.J. Джонс никогаш не платил сумата. Во меѓувреме, вистинскиот Волтер Колинс се уште беше исчезнат, што значи дека е време да влеземе во теориите. Првата теорија е дека неговиот татко, Волтер J, верувал дека неговите поранешни затвореници можеби го киднапирале Волтер заради одмазда. Тој ослужувал казна во затворот Фолсом под обвинение за грабеж. По стариот Волтер работел во затворската кафетерија и неговите одговорности вклучувале пријавување на прекршувањата на другите затвореници. Поради ова тој можел да создаде многу непријатели. Втората теорија е дека Волтер бил киднапиран од патолошки лажго по име Гордон Стюарт Норткот и убиен на неговата фарма за кокошки. Неколку дена како Кристин беше пуштена во психијатриската болница, службениците за имиграција испитуваа фарма за кокошки од 3 хектари во Вајнвил, Калифорнија. Добиле дојава за нелегален работник кој бил прошверцуван помеѓу американската граница со Канада. Фармата му припаѓала на Гордон Стюарт Норткот. Како губил татко му да му ја купи земјата во 1926 година, Гордон тврдел дека му треба помош во водењето на фармата. Тој отишол во Канада за да ја посети својата сестра Винифред. Гордон ја натерал Винифред да му дозволи да го земе нејзиниот 14-годишен син Сенфорд Кларк со него на фармата. Потоа Гордон почнал физички, емоционално и сексуално да го злоупотребува Сенфорд. Приказната на Сенфорд за жал беше само почеток на уџасите што неколку деца ги сретнаа во рацете на Гордон Норткот. Гордон имал навика да киднапира и убива момчиња, а потоа да ги раствора нивните тела во жива вар. Во август 1928 година, 19-годишната сестра на Сенфорд, Джеси Кларк, дојде да го посети нејзиниот брат на фармата. Тогаш Сенфорд и кажа се што се случило. Джеси ја предупредила нивната мајка, таа стапила во контакт со американскиот конзул, велејќи им дека Гордон го прошверцувал Сенфорд од Канада. Кога истражителите стигнале до фармата за кокошки, Гордон заедно со неговата обсесивна мајка Сара Луис побегнале.
Полицијата пронаšla земја натопена со крв и телесни остатоци околу ранчото, а Сенфорд безбедно бил приведен во полиција. На имотот биле пронајдени премети што припаѓале на неколку исчезнати млади момчиња од Јужна Калифорнија. Нелсон и Луис Винсфол, браќа и чернател Помона, како едно мексиканско момче по име Алвин Котеа, беа меѓу оние жртви чии премети или останки беа пронајдени. На 15 септември Сенфорд им раскажал на истражителите својата приказна. Полицијата му покажаа 30 фотографии, надевајќи се дека ќе ги идентификува другите жртви кои биле убиени на фармата. Еден од нив што Сенфорд позитивно го идентификуваше беше Волтер Колинс. Гордон првично го призна убиството на 9 млади момчиња, но беше обвинен само за смртта на 3. Немаше доволно докази за да биде обвинен за смртта на Волтер Колинс, но Гордон сепак беше осуден на смрт со бесење и беше погубен на 2 октомври 1930 година. Иако Гордон не беше осуден за убиството на Волтер Колинс, неговата мајка го потроши остатокот од нејзиниот живот во затвор, откако призна дека губила Волтер со секира и го закопала во кокошарникот. Додека чекава екзекуцијата, Гордон испратил на Кристин телеграма во која вели дека ќе ја каже вистината за Волтер, ако таа дојде да разговара со него во затвор. Кристин отишла во Сан Квентин во пресед на екзекуцијата на Гордон, но Гордон се повлекол велејќи, цитирам: "Не сакам да те видам, не знам ништо за тоа, јас сум невин." Гордон исто така оставил неколку белешки во својата келија. Некој велеа дека никогаш не го сретнал Волтер, некој го обвинува таткото на Гордон за киднапирање и убиство на момчето. Со патолошки важно како него не е возможно да се знае што од кажаното е вистина, а што е измислено. 5 години откако Гордон беше убиен. Еден од малите луѓе за кои се сметаше дека бил убиен на фармата за кокошки се појавил жив и здрав, отварајќи можноста и Волтер да избега од таа фатална средба во Вајнвил на таа фарма за кокошки.